Високи владини представници и евроамбасадори денеска во Охрид го усвоија регионалниот патоказ за борба против корупцијата и нелегалните финансиски текови. Спречувањето на корупцијата во јавните набавки е еден од главните приоритети при процесот за пристапување кон Европската унија и економскиот напредок на земјите од Западен Балкан. Токму овој пристап и го усвоивме со документот кој што денеска ќе го одобриме, испорачувајќи регионален патоказ кој се фокусира на подобрување на имплементирањето на постојните мерки за борба против корупција и нелегалното финансирање, преточени во неколку приоритетни области, мапирајќи и разбирајќи ги идентификуваните недостатоци, што ќе ги адресираме преку насочена акција. Северна Македонија има силна заложба во тој правец. Токму борбата против корупцијата е една од клучните приоритети на новата влада, нова влада во овој мандат и е на врвот на приоритетите и на програмата за работа на владата, особено за 2021 година и за нашиот концепт Акција 21 носење на европските стандарди дома. Европските амбасадори повикаа на поголема отчетност при јавните набавки и судски одлуки во однос на корупцијата. Верувам дека овој регионален патоказ против корупција и нелегални финансии за Западен Балкан ќе биде одлична основа за напредување, како и спроведување на мерките против корупцијата и против перењето пари. Јавните набавки бараат определени правила и норми кои што треба да се почитуваат со цел да се постигне отчетност на јавните финансии. Ова бара и конкурентност и зголемување на ефикасноста за користењето на јавните средства, па на таков начин и зголемување на можностите за посилен економски развој. Корупцијата и организираниот криминал секогаш биле синоним особено за земјите од Западен Балкан, како долгогодишен општествен системски проблем.